ги поканивме сите присуствува, кој во Марко Цепенко, кој во нашата градинка. Во нашава градинка има представници од Интеа Прес Новак. Во моментов тоа е списание кое беше години наназад присутно во нашата дејност и во нашите градинки и после толку години, можам да речам 12-13 години, тие се враќаат на пазарот со ново име Интеа Прес Новак. Имаат многу интересни списанија за децата во градинките, а имаат и новина за сите деца до прво оделение, можат да ги набават и да ги користат во воспитно-образовниот процес. Според Тодоровски, на овој начин и родителите преку советите на родители во образовните институции ќе може да се вклучат во изборот на соодветното едукативно списание за нивните деца. Ова презентација во ваков вид во нашата установа се обавува и се одржува прв пат, да речам, во нашата градинка, во градинката Бончејца, и незината цел е да се запознаат родителите, каде што Советот на родители од сите овие три издавачки куќи ќе понудат свој материјал, свој списанија, и ние од тие три списанија, поточно Советот на родители, ќе се одбери едно, две, а можеби сите три, и сите воспитни групи, сите родители ќе се одлучат кое списание ќе го зема. Имаме Едукамак, Интеа Прес, Новак, Просветно дело. Секој родител си одлучува самиот за себе. Инаку преку новите содржини во едукативните детски списанија, како што истакнуваат од издавачките куќи кои беа дел од презентацијата, се развива логичкото мислење кај децата, се потикнува развојот на моторичките способности, а се усвојуваат и нови поими сообразени со возраста.